Кумановката Дана Крстевска е една од малобројните граѓани на Куманово која живее својата 10-та деценија. Растела во сиромаштија, сведок е на многу настани од Народно-ослободителната војна. Во животот имала малку среќни, а повеќе тажни сеќавања и лични трагедии. Поиграна судбината, баба Дана во одреден период од животот останала без своите две ќерки, без сопругот, а третата ќерка живее во соседна Србија. Бабичката на возраст од 93 години живее сама во сопствен стан со ниска пензија. Иако е далеку од својата единствена ќерка, таа празнина баба Дана ја надополнува со вниманието кое го добива од едно семејство кое што живее во истиот влез од стамбениот објект и ја чуваат како да е вистински член на нивното семејство. Баба Дана вчера ја посетија и членови на Сдруженијето на пензионери Куманово, кои што и подарија пакет со прехранбени и хигиенски производи, а исти такви пакети во текот на вчерашниот ден добија и уште неколку повозрасни кумановци со ниски пензии. Задоволна е од помошта што ја добива од Сдруженијето на пензионери, но апелира до властите да ги зголемат пензиите. Се наоѓаме кај една бабичка која што е постара 93 години сама и ние одлучивме на неја и на уште неколку во градот Куманово и покрај короната да ги посетиме и да им дадеме одредени пакети со кои што ќе си ги користат, нели? Тие сигурно се со ниски пензии кои што пензии не им се доволни да ги подмират своите основни потреби за да имат еден достоинствен живот. Мало во пензионери што сум добила мој пакет, да се вечи, да се помои фамилија, да се ги живее здраве. Имала сум лош живот, со домакина не сум имала сум со други. Мутиле сум се, од Бугари смо бегале во Ристон, спала 4 дена и 4 дена. Така се да не стрелям овце и волови преко Рит. Голема костеница, тамо сме спале 4 ноќи и 4 дена. Таа спукали ниц не изнесе чорбите ми 3-4 дета. Едемо ли, имам ли, немам, јас знам како е било. После сум се оддала, од мала сум да работала. За 1 година сум 36 нарамка дрва донела од нашу корија да имамо за зимовину. Требе пензија ми се зголеми, ја пора ги даду ја га струја. Ајде летно време е друго, ама сега не е баш добро. Лекови по 300.000 давам само за лекови. Што ќе ме стане ме? Треба ли млекче да купу? Треба ли едно, треба ли друго? Исто така ние освен ова ќе продолжиме и понатаму со ова, меѓутоа при крајот на март и во почеток на април ние ќе донесеме и ќе почнеме со давање на оние вредности ваучери за сите пензионери кои што имаат пензија до 11.000 денари и со тоа сакаме до некоде да им ја ублажиме состојбата на пензионерите кои што се со ниски примања. Сдруженијето на пензионери минатата година додели 750 ваучери, а годинава согласно финансискиот план предвидени се 800.000 денари за ваучери за 800 пензионери.